Почуваме со разговорот Александар Вилјановски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ. Добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов сеат и благодарам на поканата. Господине Вилјановски, уставните измени, како што кажавме, потребата од уставните измени е едно од главните прашања во политиката. Председателот на вашата партија, господинот Мицковски, последно што кажа дека за него тоа прашање е веќе затворено, бидејќи власта не се изјаснила по однос на двата предлога на ВМРО-ДПМНЕ, но сепак прашањето останува актуелно во јавноста. Последно околу овие случувања е резолуцијата на Бундестагот за поддршка на Македонија, за поддршка на македонскиот идентитет, но и оваа резолуција произведе различни мислења околу тоа меѓу власта и опозицијата. Еве како за почеток, зошто е тоа така? Вака, прво, моје мислење е дека уставните измени не се главниот политички моментум, затоа што Република Македонија, односно општеството и целиот систем е заглавен во корупција, криминал и едноставно се гледа дека имаме големи проблеми во општеството. Уставните измени може би се еден од поважните моменти на кои што се фокусира власта, но сепак сметам дека тие представуваат можеби сламка за спас од сите проблеми на кои што наидуваме во моментов. Апсолутно не имаме конзистентен став околу договорот со Република Бугарија и околу преговарачката рамка. И јасно и гласно кажуваме дека нема да има уставни измени под бугарски диктат, затоа што и покрај нашите залагања и покрај нашите апелирања да не се оди на потпишување на еден таков договор, а потоа и на прифаќање во целост на предлогот кој што дојде од страна на Франција, нели? Власта одлучи да го прифати тој предлог и да прифати една обврска која што треба да ја исполни, а во која што не беше вклучена опозицијата, нити пак беше дадена можност на опозицијата да го подобри тоа решение. Така да нашиот став е конзистентен, ние сме за заштита на националните интереси на македонскиот народ, заштита на културата, на македонскиот јазик и долговековната историја. Сметаме дека со овие решенија нема гаранции дека во иднина Република Бугарија или пак некој друг можеби ќе не блокира повторно со наметнување на некои ирелевантни, нереални барања кои што не се дел од копенхашките критериуми. Во врска со резолуцијата на германскиот Бундестаг, моје мислење е дека сите напори кои што ги прават нашите пријатели од Европската Унија и кои што одат во насока на потврда на македонскиот идентитет, јазик, култура и историја се добри, но предлогот на ВМРО-ДПМНЕ беше многу конкретен. Да се формира една цврста влада која што ќе овозможи од највисоките институции на Европската Унија, како што е Европскиот совет, цврсти гаранции дека нема повеќе да има блокади, затоа што македонскиот народ не заслужува да биде надвор од Европската Унија. Знаете дека ние сме од 2005 година во чекалната на Европската Унија и овој народ даде многу жртви, направи многу. Сметам дека и Република Македонија се движеше во еден многу добар правец, евроинтегративен правец, и сметаме дека сега е моментумот кога Европската Унија треба навистина да подаде рака кон народот кој што живее во Република Македонија, кон граѓаните на Република Македонија и да ги даде тие потребни гаранции со кои што ние нели би напредувале многу брзо кон Европската Унија. Добро, ова за гаранциите се разбира дека ќе биде дел од она што ќе го разговараме и други работи кои произлегува од ова што го кажавте. Има тука доста работи за кои ќе дебатираме, се разбира, но еве повторно да се вратиме на резолуцијата. Она што зачуди дел од јавноста е ставот на ВМРО-ДПМНЕ или и ставот и на некои членови поединечни на ВМРО-ДПМНЕ во однос на оваа резолуција, кои на некој начин ја омаловажија значењето на резолуцијата, па на пример еве Антони Милошковски кажа дека и друг пат Германија носела резолуции за нашето уставно име.
ништо не се случило после тоа. Трајко Славевски, Германија да беше на некој начин толку вредна да го спречи на тамошното вето, ке беше направено до сега. Тоа е за поздравување, но не го решава проблемот. Има и други, сега да не ги цитирам сите. Прашањето е следно. Лидерот на ВМРО-ДПМН, господин Мицкоски, излезе и кажа дека тој лично би разговарал со неколку лидери на Европската Унија за тие да застанат зад и да се прекинат и да нема повеќе блокади, но да се зачува македонскиот идентитет. И германскиот Бундестаг носи една таква резолуција, значи ако зборуваме сега за Европска Унија, најмокна држава во Европската Унија, и некако ставот на ВМРО-ДПМН за таа резолуција беше во најмала рака чуден. Не го поздравивте, туку го проблематизиравте на некој начин. И тоа зачуди дел од јавноста. Зошто е тоа така? Јас ја прочитав резолуцијата, која што, меѓу другото, има и 13 препораки, каде во еден дел се зборува, односно се декларативно заложбата на Република Германија во насока на поддршка и гаранции за нашите идентитетски прашања. Резолуцијата навистина е обемна и може да се протолкува на различни начини. Јас сметам дека колку што оди да кажам во позитивна насока во поддршка на нашите национални прашања, сепак толку е и во насока на овие уставни измени, односно по линијата која што ја бара Република Бугарија, затоа што се зборува за промена на уставот кој што би значал почеток на преговорите. Нашите ставови се многу јасни, доколку дојде до уставни измени, тоа беше првиот предлог, тие уставни измени да стапат со одложено дејство, односно пред Република Македонија, односно со самото стапување на Република Македонија како членка на Европската Унија, што не кореспондира во целост со она што е во резолуцијата. Пак ќе повторам, убаво е и навистина апелирам и повеќе држави од Европската Унија да одат во оваа насока, но сепак ние зборуваме за повисоко ниво на гарантирање на она што значи пат на Република Македонија кон Европската Унија без блокади кои што се нерационални, неразумни, кои што доаѓаат од билатерални историски прашања. Да, но видите, вие велите дека оди во линија на уставните измени. Па се разбира дека оди во линија на уставните измени кога вашиот лидер го побара тоа. Тој рече за да има уставни измени бараме гаранција и еве германскиот Бундестаг се изјаснува за тоа. Бидејќи и вие сте пратеник во собрание, сега замислете да се состане на македонското собрание и да гласа резолуција тамо за некоја земја, не знам, за Молдавија, да речеме, да ве мотивира да се соберете покрај се. А замислете сега ова се случува во германскиот Бундестаг. ЦДУ не гласаше, ќе ве прашам и за тоа. Знаеме, Европска Унија, Бугарија членка на Европска Унија, на некој начин Бундестагот застанува на страна на трета земја во Европска Унија и некако ставот е личи во најмала рака на неблагодарен став. Ние немаме проблем со Република Бугарија. И плюс велите, еве нека се состанат други парламенти. Па зошто да се состанат после ваков став? Апсолутно сметам дека и оваа резолуција на еден начин е и резултат на она што опозицијата, поточно ВМРО-ДПМН и коалицијата го прави во насока на потврдување на овие идентитетски прашања. Ние навистина се соочуваме со еден нереален и реален измислен проблем со Република Бугарија, која што навистина не гледаме крај на нивните барања. И токму затоа ги понудивме и тие две опции, односно веќе трета опција во насока на деблокада на евроинтегративниот пат на Република Македонија, затоа што, како што кажав на почетокот, ВМРО-ДПМН не го создаде проблемот кој што произлезе од подпишувањето на договорот за добро соседство со Република Бугарија и понатаму преговарачката рамка, но ние сепак сметаме дека Република Македонија треба забрзано да се движи кон Европската Унија и затоа имаме понуди кои што во еден дел наидоа и на критики, но сепак ние сметаме дека мора да се деблокира овој процес. Од другата страна гледаме дека власта, предводена од Димитар Ковачевски и Али Ахмети, молчи, не се произнесува, особено
Димитар Ковачевски не се произнесува по дадените предлози од страна на опозицијата за деблокада на евроинтегративниот процес, што оди во насока дека Ковачевски едноставно повеќе се грижи за неговиот коалиционен партнер Дуи, односно за тоа да остане подолго на власт, а не се грижи за интересите на граѓаните на Република Македонија. Ако се земе во предвид дека на премиерот му остануваат уште неколку месеци како премиер на владата на Република, како претседател на владата на Република Македонија, сметам дека требаше или треба во најбрз можен рок да се одважи, во спротивно сметам дека брзи избори на есен се единственото решение за деблокирање на овој процес, кога би се формирала таа силна влада која што би била во можност без никакви уцени да ги продолжи преговорите со Европската Унија. Ајде уште едно прашање за ова, па СДСМ па ве напаѓа исто така за лицемерие, велат додека барате заштита на македонскиот идентитет, не сте успеале да излобирате кај вашата сестринска партија ЦДУ, која не гласаше за предлогот во Бундестагот. Не би сакал да ги коментирам изјавите на СДСМ, денеска беше објавена пресуда, односно за клевета која што е нанесена врз претседателот Христијан Мицкоски. Тоа е таа фабрика за лаги и сметам дека она што ВМРО-ДПМН го прави во континуитет од самото формирање на партијата, кога Европската Унија беше дел од статутот на партијата и сите заложби и сите позитивни чекори кои што се направени во овие 30 години, во голем дел се благодарение на владата на ВМРО-ДПМН, така да мислам дека е крајно несериозно и се прави штета на целиот евроинтегративен процес од изнесување на вакви лаги, дека ВМРО-ДПМН не знам, лобира или не лобира за побрзо интегрирање на Република Македонија во Европската Унија. Можам да кажам дека се класични манипулации и дека сериозноста на овој момент не дозволува да се прават вакви шпекулации кои што одекнуваат не само кај граѓаните негативно, туку одекнуваат и во Европската Унија. Инаку за тоа што го зборува Социјалдемократскиот сојуз, најдобро можат да кажат граѓаните. Анкетите покажуваат дека СДСМ и Димитар Ковачевски го имаат најнискиот рейтинг во историјата на самостојна Македонија како една партија на власт и премиер на една држава, така да сметам дека навистина е несериозно и дека ќе се одважат, ќе се охрабрат да излезат во пресрет на интересите на народот, да едноставно не бидат слуги на Дуи на Али Ахмети, за да можеме да зачекориме напред. Сето другото е шпекулација и манипулација. Какви се односите, господине Велјановски, на ВМРО-ДПМН со ИПП? Бидејќи постојат некои информации дека ИПП не се баш толку срекни со ставот на ВМРО-ДПМН во однос на уставните измени, во однос на, како што некои велат, блокадата на европскиот пат и дека односите на ВМРО-ДПМН со ИПП не се толку добри во моментов. Имате ли такви информации? Воопшто немам такви информации. Моите информации се дека нашата соработка со пријателите од Европската народна партија се на многу високо ниво. Имаме секојдневни средби и активности кои што нели се и јавно објавени, секој може да ги следи. Така да Европската народна партија, каде што и ние сме член, е голема поддршка и на Република Македонија и на ВМРО-ДПМН како партија. И сметам дека таа поддршка ќе ја видите и во следниот период, особено по преземањето на власта од страна на ВМРО-ДПМН после изборите, кога ќе видите што значи да се има силна поддршка, безусловна поддршка од нашите партнери од Европската народна партија. Да, но во однос на преговорите кои се водат во Европскиот парламент за резолуцијата за Македонија и за сите оние бугарски амандмани кои се поднесени од бугарските европратеници, кои ги содржат сите бугарски тврдења за Македонија, сите дискриминаторски тврдења за Македонија и македонскиот народ, таму ИПП во Европскиот парламент е главно на страна на бугарските пратеници. Тоа
тие се информациите. И тоа велат дека едноставно поради тоа што се сестрински партии, ГЕРБ, дека ево, ИПП, едноставно тоа е политика. Сега, Република Бугарија е членка на Европската Унија. Она што ние го бараме е рамноправен и искрен третман од Европската Унија кон нас како кандидат за членство во Европската Унија. Тоа е преку почитување, односно реализација на Копенхашките критериуми, да напредуваме кон Европската Унија. Нас ни е многу важно што мисли и како се чувствува народот, како размислуваат граѓаните на Република Македонија, затоа што насекаде каде што одиме, знаете дека завршивме со големата акција Македонија за сите луѓе, гледаме навистина очај, безизлезност и навистина на луѓето им е преку глава од политики кои што не одат во нивна корист. Се соочуваме со тешки општествени проблеми кои што се нотираат веќе и од Европската Унија, како што беа изјавите на холандскиот амбасадор, изјавите на амбасадорката на Соединетите Американски држави, во кои што се упатуваат силни критики кон функционирањето на системот на правосудството, на владењето на правото, кои што се темели за напредување кон Европската Унија. Така да сметам дека моментумот е дека Ковачевски и Социјалдемократскиот сојуз треба да бидат свесни, а знам дека има еден дел од пратениците кои што се навистина свесни дека вака веќе не оди. Гледате што се случува, во текот на вчерашниот ден имаше изјава и на поранешен председател на Република Македонија од редовите на СДСМ, кој што на еден начин упати силни критики кон она што го прави Димитар Ковачевски и Социјалдемократскиот сојуз. Премногу е комплицирана работата за да ние се сведуваме на дневно политички изјави и сметам дека она што ние ќе го договориме со консензус внатре во Република Македонија, сите чинители, сметам дека тоа ќе биде патоказот кој што ќе го почитува Европската Унија. Затоа е потребен силен национален одговор на овие тешки блокади и ултиматуми од страна на Република Бугарија. Ова што го кажавте ми е интересно што го посочивте изјавата на господинот Бранко Црвенковски, поранешен председател. Значи ли ова дека ВМРО ДПМН ги поддржува ставовите на Бранко Црвенковски? Бидејќи ја знаеме историјата од нелегитимен председател до цела една антикампања против Бранко Црвенковски, сега одеднаш неговите ставови како да се прифатливи за вас? Сега јас зборувам за еден распад на системот на Социјалдемократскиот сојуз по сите шалови. Таа партија веќе не заслужува да ја води оваа држава. Се погласни се внатрешните чинители на оваа партија, која што на некој начин го создадоа темелот на таа партија, и се погласни се дека политиките кои што ги води Димитар Ковачевски, кој што воедно е и нелегитимен премиер, се лоши политики кои што не даваат излез од оваа криза и политики кои што наскоро треба да се напуштат. Токму затоа ја искористив и неговата изјава која што одеше токму во насока дека она што го прави Димитар Ковачевски и Социјалдемократскиот сојуз е навистина лоша практика, односно лоша политика. Да, добро. Ајде само уште еднаш да се вратиме на ова во однос на преговорите со Европската Унија и на вашето барање за гаранции. Можете ли да ни објасните малку подетално на какви гаранции се мисли? Бидејќи прво го знаеме каков е преговарачкиот процес, дека тамо може секоја земја членка да не блокира во текот на преговорите за поглавијата, за бенчмарковите, за било што. Значи не зборуваме само за Бугарија. И тоа не знам како Европскиот совет или Европската комисија би можела тоа да го избегне или да го смени. Невозможно. Едноставно таква е преговарачкиот процес е таков. Тоа е едно. На какви гаранции мислите? Дали мислите само на гаранции дека Бугарија нема да не блокира за идентитетски прашања, за историски, или може ли тоа во детали малку да ни го објасните? Така, гаранциите одат токму во таа насока. Европскиот совет, нели, каде што се членки сите земји на Европската Унија, преку
преку на еден начин нивни гаранции да обезбеди сигурен пат на Република Македонија кон Европската Унија. А тоа значи дека освен објективните критериуми кои што важат за сите други кандидати за членство на Европската Унија и кои што претходно важеле исто така, да важат и за Република Македонија. Односно, ако веќе сме дојдени до ниво да Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ прифатиле еден ваков лош предлог, тоа да значи последниот ултиматум, последната измена која што би требало да ја направиме како држава, зборуваме за уставни измени, а без при тоа во иднина да не постојат нови и нови блокади. Затоа што ја знаем и резолуцијата на парламентот на Република Бугарија, каде што таксативно има наведено што треба да се случува во иднина и какви промени треба да направиме ние во македонските учебници, во македонската историја, во одбележувањето на нашите празници, потоа во однос на нашите идентитетски обележја како што се Гоце Делчев, ВМРО, Илинденското востание и така натаму и така натаму. Ние не сакаме да дозволиме веќе во иднина преку еден национален силен договор во Република Македонија понатаму да бидеме блокирани од вакви ирелевантни барања. Но таа резолуција во бугарскиот парламент е ирелевантна бидејќи е прегласана или со самото прифаќање на францускиот предлог од страна на бугарското собрание. Со самото прифаќање на францускиот предлог тие сами си ја прогласија претходната резолуција за ништовна. Бидејќи во таа имаше црвени линии, ако не се направи ова и така натаму, ништо тоа не се направи, го прифатија францускиот предлог. Сепак сметам дека во преговарачката рамка точно се наведени и овие работи кои што представуваат и услов за напредокот на Република Македонија кон Европската Унија, што е навистина според мене еден тежок удар на демократијата, па и на политиките на Европската Унија, и многу добро знаете дека Република Бугарија ќе се придржува стриктно кон спроведување на договорот за добрососедство и протоколите кои што се дел од преговарачката рамка. Да, но владата или толкувањето на владата околу кое вие секако спорите е дека она што се спомнува во преговарачката рамка каде што се упатува на протоколот, дека тоа е еден необврзувачки дел во однос на преговорите во однос на бенчмарковите. Како што објаснува и министерот за надворешни работи неколку пати до сега, дека тој е дел каде што само потоа се реферира до Европската комисија писмено, се известува до каде е работата на Историската комисија и толку, дека тоа не е дел од формалните услови за продолжување на преговорите. И тврди сега господинот Османи дека Бугарија врз основа на тоа не може да ја блокира Македонија и дека произлегува дека менувањето на уставот е навистина последна работа која се однесува на тие идентитетски услови, дека понатаму е нормален еден преговарачки процес. Сега јас воопшто не му верувам на министерот за надворешни работи Бујар Османи, нити пак на Бојан Маричич, затоа што сметам дека токму тој аматерски пристап во дипломатијата и во односите со нашите соседи, па и членките на Европската Унија, доведе до ваков хаос, односно прифаќање на ваков лош договор. Сметам дека Бујар Османи не одработува за интересите на Република Македонија и ќе остане запаметен како еден од најлошите министри за надворешни работи кој што воопшто не ја исполни неговата улога. Да беа јасни политиките и визиите на Бујар Османи во насока на поддршка на македонскиот народ, македонскиот национален идентитет, култура, историја и јазик, сметам дека немаше да не доведе до ваква позиција да прифаќаме ултиматуми кои што директно влијаат на нашиот идентитет. Оттаму сметам дека е добро што наближуваат изборите, се надевам дека ќе бидат и на есен, со кој што ќе расчистиме веќе со
овие, да речем на еден начин, лоши политичари, кои што направија голема штета на угледот на Република Македонија и на достоинството на македонскиот народ. Не ми кажавте за чиви интереси работи, господин Бојаров? Најмалку работи за интересите на Република Македонија. Сметам дека тоа што го прави, тоа може да се измери во јавното мислење. Народот, македонскиот народ во 80% не го прифаќа бугарскиот диктат и она што е преземено како обврска од страна на господинот Бујар Османи. Од тука доаѓа и оценката, нели, ние излегуваме пред народот, имаме легитимитет, за разлика од господинот Бујар Османи, кој што нема добиено легитимитет од народот, како и неговиот премиер Димитар Ковачевски. Добро, во однос на лидерската средба, ја спомнавте, и таа лидерска средба заврши со различни перцепции, како и секогаш кај нас. Господинот Мицкоски инсистираше таа да биде во 4 очи, така и беше, така да сега, доколку имаше уште некој од вашата делегација, делегација од СДСМ, да речеме, или од владата, не знам како би било тоа, може би ќе се знае повеќе информации. Вака излегува дека дали ве брифираше после тоа лидерот на вашата партија за тоа што се случило, бидејќи излегува дека или не се разбрале Ковачевски и Мицкоски, или глума дека не се разбрале после тоа. Бидејќи Ковачевски вели дека му е јасно, господин Мицковски ја прифатил потребата од уставни измени, ги прифатил предлозите за учество на ВМРО ДПМН во таква една широка влада, или како би се викала таа влада, не е битно, и дека му е чудно зашто тој после се предомислува. Господин Мицковски пак тврди дека тоа не е така, дека тој ги доставил двата услови на ВМРО ДПМН и чека дали Ковачевски ќе ги прифати. Сега, што се случи таму? Не се разбрале ли или некој глуми дека не се разбрал во приказна? Лидерската средба заврши неуспешно. Тоа беше констатирано од изјавата на председателот на ВМРО ДПМН, затоа што на таа лидерска средба беа изнесени предлози, два предлози, кои што би значиле деблокирање на евроинтегративниот процес, и во едниот и во другиот предлог ДУИ не треба да биде дел од владата, што би значило полесно, нели, реформирање, односно полесно структурирање на нова една силна влада, која што ќе биде растоварена од еден елемент кој што долги години е во владата. Да, но тој услов веднаш ви се исполни. Тој истиот ден рече ќе излеземе од владата, не е проблем. Да, но сепак, нели, опциите беа, првата беше преодна влада, нели? Да. Преодна влада, која што ќе биде влада без ДУИ и понатаму, нели, уставни измени кои што ќе бидат со одложено дејство, а втората опција беше избори на есен, со кои што би се формирала силна влада со поддршка на опозицијата, повторно без ДУИ, која што би обезбедила гаранции од Европската унија, би обезбедила еден економски пакет за поддршка на македонското стопанство и која што би одела во насока на реализација на најмалку 3 од пресудите на Судот за човекови права во Страсбург, кои што се против Република Бугарија. Така да сметам дека лидерската средба на еден начин го демаскира Димитар Ковачевски и политиките на Социјалдемократскиот сојуз и ја извади на површина немоќта на Ковачевски да се справи, односно да ја води владата и да се справи со проблемите кои што се многобројни. Од тука и после таа лидерска средба јасно е дека се уште не се произнесуваат и јасно е дека Димитар Ковачевски е, не знам, можеби заложник на ДУИ, односно не може да се охрабри едноставно да излезе од прегратките на Али Ахмет и Нартан Груби, затоа што смета дека таа патерица му е потребна за да остане ден повеќе на власт. Јасни беа изјавата на председателот Христијан Мицкоски. Сметам дека токму Димитар Ковачевски е оној кој што веднаш влезе во манипулирање и во лажење на јавноста,
за разлика од нашиот став кој што е конзистентен Зошто повеќе од Ковачевски една година и кој што оди во насока на заштита на Зошто македонските Ковачевски национални тврди интереси? дека сега Мицкоски се предомислува? Тој му е ставот. Зошто вели се предомислува Мицкоски? Прифатил, Многу па сега се едноставно тврдењето на премиерот може да го преточи во дела, а тоа е да поднесе предлог за уставни измени до собранието. Има деловнички рокови да се стави како точка на дневен ред. Не мора да се почитуваат роковите од, не знам, 30 дена, може да се стави многу побрзо на дневен ред, да се закаже седница и да се гласаат за овие уставни измени. Доколку ние, односно председателот прифатил уставни измени, тоа ќе се види на самата седница во собранието, но сметам дека Димитар Ковачевски манипулира јавноста, купува време, а не знам и кое време веќе го купува, имајќи во предвид дека ќе биде премиер уште околу 5 до 6 месеци, имајќи во предвид дека треба да се формира техничка влада која што ќе треба да организира избори. И пак ќе повторам, со овие несериозни манипулативни изјави и на премиерот, па и на мегафоните на власта кои што секој ден излегуваат на пресконференции како партиски функционери и пратеници, одат во насока на создавање на една магла, но сепак поминаа 2 недели, јасно е дека Социјалдемократскиот сојуз нема намера да прифати деблокирање на евроинтегративниот процес и заштита на македонските национални интереси. Дел од експертите велат дека и да сака власта да ги прифати вашите два предлози дека не може. Првиот за одложено дејство на уставните измени вела дека тоа е спротивно на преговарачката рамка, дека тоа впрочем било и дел од преговорите за самата преговарачка рамка за францускиот предлог, дека тоа било и изнесено од владиниот тим како една од опциите, но дека е одбиено и дека е едноставно спротивно, дека не може да се прифати, дека според преговарачката рамка уставните измени треба да се направат сега за да се одржи втората меѓувладина конференција и да почне отварањето на поглавјата. Во однос на другиот предлог, тоа во пракса значи да не се донесат сега уставни измени, да не се во ноември, да не се одржи веќе закажаната втора меѓувладина конференција и ефективно да се блокираат преговорите со Европската унија. Значи, двата предлога се невозможни да се прифатат. Така велат експертите. Сметам дека ниту во политиката, ниту во дипломатијата ништо не е конечно и дека постои можност за деблокирање на процесот, односно за промена на ставот на Европската унија. Може да се изнајде начин и во рамки на оваа преговарачка рамка со обезбедување на тие гаранции да се овозможи тие уставни измени да стапат на сила кога Република Македонија ќе стане членка на Европската унија, што е и многу честна понуда од наша страна. Ги слушаме изјавите на председателот на Демократската унија за интеграција, кога изјавува дека Република Македонија ќе стане членка на Европската унија за 3 до 4 години. Па ги слушаме потоа министерот за надворешни работи и вице-премиерот Маричич дека Република Македонија ќе стане членка на Европската унија до 2030 година. Тоа значи дека Бугарија може да почека од 4 до 6 години за да бугарите кои што живеат во Република Македонија станат дел од преамбулата и од Уставот на Република Македонија, ако е тоа навистина она што го бара Република Бугарија. Но со изјавите на председателот на Република Бугарија и политичарите кои што се актуелни во моментов, сметам дека барањата на Република Бугарија се многу посериозни, ќе одат многу подлабоко и ќе овозможат блокади врз основа на овие ирационални барања кои што се во преговарачката рамка и во договорот за добрососедство. Од тука сметам дека и во оваа констелација Европскиот совет може да изнајде начин преку Европскиот парламент, преку другите институции за да се овозможи доколку се последниот момент уставните измени, тие да стапат на сила преку амандмани со самото влегување на Република Македонија во Европската унија. Во однос на
можното продолжување на процесот доколку власта и опозицијата останат заглавени како што се сега. Некои не се тоа да речеме директни тврдења, на некои изјави, индикации од страна на власта и претходно и сега вела дека се разговара и поединечно со пратеници на ВМРО ДПМН за можноста од уставни измени и тоа на некој начин индицира на некакво сценарио слично со Преспанскиот договор, со менувањето на уставот тогаш. Мислите ли дека е можно такво сценарио како сценарио Б, како втора опција за уставни измени, да се оди со поединечна поддршка од пратеници на ВМРО ДПМН? Најавата на највисоките представници на власта за тет-а-тет средби со пратеници од типот вице-премиерот Бојан Маричи со пратеници или не знам премиерот Димитар Ковачевски, го осудувам и сметам дека е недемократски чин кој што треба да се следи будно од обвинителството, затоа што според мене тоа е најава за не знам недемократски притисок, односно начини кои што, како што кажавте вие, претходно беа добро познати, за кои што еден ден ќе има и одговорност. Сметам дека пратеникот, согласно Уставот, е избран од народот за да врши надзорна функција врз извршната власт, односно да ја контролира владата и работата на премиерот и министрите. А не премиерот да закажува тет-а-тет средби со пратеници, односно да ги најавува, што е крајно недемократски чин според мене и сметам дека треба да најде на силна осуда од сите релевантни фактори во општеството во Република Македонија, но исто така и од меѓународниот фактор. Нашиот став е јасен и конзистентен, нема да има промена на Уставот по овој модел кој што го бара Република Бугарија. Имаме дадено алтернативи за деблокирање на процесот и сметаме дека нема никаква потреба од поединечни разговори помеѓу нас пратениците со представници на власта. Наша цел е оваа власт да биде срушена на избори кои што би се случиле ден поскоро, затоа што агонијата во која што сите ние живееме, а се рефлектира преку нефункционален систем, нефункционално здравство, социјални политики, надворешни политики, економија, финанси, висока инфлација, највисока инфлација во еврозоната. Сметам дека треба да биде крај односно да се стави крај на брзи избори. Така да одбивам јавно секакви средби со представници од власта кои што би значеле разговори на оваа тема. Добро, но ова што го кажувате значи дека такви разговори постојат, дека се одвиваат и дека на некој начин се сомневате дека можеби се подготвува таква сценарио. Сигурен ли сте во својата пратеничка група дека тоа нема да се случи? Иако вашите пратеници дава изјави, дава и нотарски заверки за тоа дека нема да гласаат за промена на Уставот, но дали можете да бидете навистина сигурен сега? Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата нема да гласа за уставни измени. Сигурен сум во тоа што го зборувам, затоа што, како што кажав, не само тие нотарски изјави кои што се дадени, и лично и професионално сметаме дека Република Македонија заслужува подобра шанса од ова и дека има можност преку еден широк договор и консензус кој што е најважен да се обезбедат подобри услови за Република Македонија и да се спречат овие блокади од Република Бугарија. Да, сигурен сум, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата нема да гласаат за уставни измени под бугарски диктат. А мислите ли дека власта би одела на таква сценарио повторно? Бидејќи знаеме се што се случи после тие уставни измени, сите реперкусии кои излегува тој процес кој навистина беше грд од секој аспект, дали мислите дека повторно би можело да се случи нешто слично? Да бидам искрен, не верувам дека ќе се преземат истите, да речам, активности нелегални за обезбедување на мнозинство во собранието. Уверен сум дека
ја имаме поддршката од народот и дека овој пат власта го знае ризикот од еден таков потват кој што би значил целосно делегитимирање на оваа влада и повлекување на голема одговорност во иднина. Ви кажав, едноставно нема да има уставни измени, опциите се на маса, доколку не се произнесе премиерот, најдобро да одиме на брзи предвремени парламентарни избори. Добро, имаме уште малку до крај да искористиме еве и за други теми. Вие ги начнавте во текот на разговорот за другите општествени случувања. Едно од нив се разбира е оние вечни теми како што е корупцијата, владењето на правото. Последно што се случува е изјавата на министрот за правда Кренар Лога кој зборува за судскиот совет. Вели дека би се работело на законски измени за распуштање на целиот судски совет после сите случувања таму, и самиот тој вели дека е доведена во прашање легитимноста на постоечкиот судски совет. Вие како партија, како коалиција би поддржале такви измени законски во таков правец? Признанието на Кренар Лога оди во насока на она што министерот за правда оди во насока на она што ние цело време го зборуваме во собранието и на кое што апелираме, дека во Република Македонија владее криминал и корупција и дека имаме нефункционален правосуден систем, односно нема владење на правото. За жал, министерот за правда доаѓа од редовите на Алијанса, токму партијата која што овозможи на еден начин продолжување на агонијата во правосудството и критиките од негова страна дека или признанието дека се работи за нелегитимно тело, односно дека судскиот совет е нелегитимен орган, воопшто не придонесуваат во подобрување на состојбите. Да, доколку се изнајде начин, ние апсолутно ќе поддржиме распуштање на овој судски совет, иако сметавме дека до сега самите членови на судскиот совет требаше да поднесат оставка, откако добивме директни критики од страна на Европската унија, од страна на Соединетите американски држави. Ете, холандскиот амбасадор најсвежа е изјавата дека се работи за нелегитимно тело, а судскиот совет представува највисок орган кој што избира судии, кој што оценува судии, кој што едноставно изработува извештаи за работата на судовите, значи тело кое што во никој случај не смее да биде во ваков хаос. Знаете и за изјавите на претходните председателки и она што се случуваше во Републичкиот судски совет, кога екс-председателката на Републички судски совет Црвенковска изјави дека во судството владеат бизнис судски елити. Понатаму разрешувањето на Весна Дамева од незаконското разрешување од председател на Републичкиот судски совет и караниците кои што излегува во јавноста, кои што навистина ја дадоа она целосна грда слика за тоа што го прави актуелната власт преку своји инсталации во судовите и во обвинителствата. Да признаеме, ништо не е подобра состојбата ниту во обвинителството. Еве да ве прашам дали сте го виделе во последно време шефот на Републичкото јавно обвинителство господинот Јовески, кој што се надеваше дека ќе биде изгласан, односно поставен за уставен судија, класична блокада на обвинителскиот систем, каде што со последното именување на шефот на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал од Зајас, едноставно побуди големи реакции. Нефункционален е системот, се додека е дуи во власта, нема да се обезбеди реформа на правосудниот систем, затоа што верувајте дека Демократската унија за интеграција, ако се следи и наназад, нема да се откаже од неговите инсталации, од инсталациите на Артан Груби и на председателот на Демократската унија за интеграција и на останатите во судовите и во обвинителствата, и нема да добиеме никакво реформирано судство. Затоа многу е важно да се оди на избори и се надевам дека ќе проработи совеста кај останатите помали коалициони партнери во власта, дека е дојден моментот кога треба да се распушти собранието и да се оди на избори на кои што народот ќе
гласа за ВМРО ДПМН и за формирање на нова влада. Добро, но има ли некакво решение, системско решение за подобрување на правосудниот систем, бидејќи сега избори во ред, се е тоа окей како ваш политички став, но прашање е колку тоа ќе смени нешто од работите. Сега не сакам да се враќам наназад, знаеме каква беше состојбата и во претходната влада на ВМРО ДПМН, па и во претходната на СДСМ, и така натаму циклично се менуваат двете партии, но работата во правосудниот систем никогаш не била подобра, да речеме, од оваа сега. Истите проблеми ги имаме цело време. Партизација, нестручни луѓе и така натаму. Сето тоа потоа произведува корупција, коруптивен систем. Имаме ли некакво системско решение? Еве, Дуи вие спомнувате цело време, Дуи цело време бара ветинг на судиите, вела дека тоа е решение. Во ред, нешто нудат. Вие барате ли некакво, не знам, целосна промена на тој систем или не? Како да се тргнеме од партизацијата? Тоа ми е прашањето. Едноставно е, законите кои што ја уредуваат проблематиката во правосудниот систем постојат и не оставаат голем простор за манипулација, но за жал влијанието на политиката, влијанието на власт во судовите и во обвинителствата е до толку големо што веќе имаме украдено судство и обвинителство. Значи имаме јавни изјави дека има директни влијанија на политичари, на бизнисмени, кои што директно влијаат на донесување на некои одлуки или одложување на некои пресуди или чување на предмети во ФИОК. Токму затоа сметам дека прва работа со која што ќе се зафатиме во подобивањето на изборите ќе биде токму ресетирање на овој правосуден систем во кој што ќе се побара одговорност од сите оние кои што работеле спротивно на законите. Ние веќе имаме увид, односно информации за одредени скандали кои што се кријат и кои што не се обзнануваат, кои што се во рамките на обвинителството и на судовите, но сметам дека тоа се ќе излезе на површина по изборите кога ќе се формираат силни институции. Во насока на ветингот, дуе власт повеќе од 20 години и 6 години можам да кажам апсолутна власт во Република Македонија, доколку смета дека треба да се спроведе закон со кој што ќе се провери имотот на политичарите, односно на сите јавни личности, може да го започне тоа веднаш. И председателот Христијан Мицкоски самиот се понуди да биде првиот на кого што ќе му се провери потеклото на имотот, но сметам дека едноставно декларативно го прави ова Демократската унија за интеграција, а не суштински, затоа што има многу работи кои што се кријат и кои што ќе излезат на површина кога ќе се промени власт. Добро, и во однос на корупцијата бевте доста гласни за проектот за изградба на коридорите 8 и 10 за Бехтел и Енка, и некако имам чувство, и други имаат такво, дека вашите критики некако се намалија после онаа изјава на американската амбасадорка Агелер, дека нема ништо спорно во тој проект, дека се е транспарентно, како да се исплашивте од критиките на Агелер? Воопшто не се зборува за страв, ние го извадивме целиот предмет на површина, да не беше ВМРО ДПМН и коалицијата немаше да се проговори за еден ваков историски грабеж, можам да кажам слободно, преку подпишување на еден договор кој што е тргнат од очите на јавноста, тргнат од очите на пратениците. Апсолутно ние не сме против изградба на автопатишта, не сме против доградба на и спојување на коридорите, како што Република Македонија би станала дел од европската и светска мрежа на патишта, но апсолутно сме против да се злоупотребуваат народни пари, да се потрошат повеќе од 2,5 милиарди евра за
проекти кои што нити сме ги виделе, ниту знаеме што се. Нити ја знаеме, еве денеска може да поминете на патот Тетово-Гостивар, па и на другите делови од коридорот 8 и 10D, да видите дека ништо не се работи. Нема проект, се уште се прават некои анализи на земјиштето, а во меѓувреме се трошат милиони евра. Така да сметам дека тоа што на нас ни е задача како избраници на народот е да обзнаниме сомневања за евентуален криминал. Ние тврдиме дека има матни сделки во овој договор и дека тој ќе произведе уште повеќе лоши, да речам, работи во иднина. Но тука сме будно ќе следиме реализацијата на овој договор и сметаме дека и обвинителството и Државната комисија за спречување на корупција треба да бидат агилни, а не поминуваат веќе повеќе од месец-два, а се уште немаат обезбедено ништо како обвинителство. Така да сметам дека треба едноставно тој случај да се провери до крај, затоа што е многу важно каде се трошат народните пари и не смееме да дозволиме тие да бидат манипулирани, затоа што огромни средства ќе се излеваат токму во овој проект и борете да се има критички однос кон ова и да се врши надзор како институционален, така и од нас како политичари. Господин Велјановски, разговаравме на сите актуелни теми. Ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам за поканата. Ова беше Александар Велјановски, пратеник на ВМРО ДПМН.